Жагорот и сончевите зраци од дворот ја исполнуваа кујната. Таман додавка на мирисот од ревната. И таа единствена, топла и љубовна семејна атмосфера. Не знам дали ја разбирав, но ќе ви кажам, беше ден за погача. И тоа не било која, туку она на баба. Јас не помагав во подготовките, за рецептот поим немав, но целосно посветен и упорен во прашувањето кога ќе биде готова. А потоа, што ми беше послужена на тацна, вредно допринесував во намалувањето на бројот на парчињата. И одеднаш, љубовта не се наследува, вика баба. Таа се заслужува. Не знам дали разбирав. Но памтам како тоа ми го кажува, пропратено со бакнеж во чело и насмевка, јас наеден одлетувам надвор. После години се уште одзвонува. Љубовта не се наследува. Таа се заслужува. Не замисли колку ли труд за куќата, ревната да се има, намирници да се набават, собир да се организира, умешност со тестото, усовршено да е времето на печење. Колку ли желба љубов да се даде, да се посади семе, дружината семејна, со играта размена на љубов да се зарази. Не присилно, со сила бавина не бидува. Не наметливо, да не ми сетиш како бидуваш заведен, туку со пример. Последниот собир изненадан од себе си, носам чоколадце. Благо да има за дружината. Ја местам масата, помалку прашувам кога ќе биде готова. Повеќе со куклите на браточетка ми си играм, сакам дури за актуелните случувања, некоја мисла да разменам со старите. И баба за рецептите, внимателно слушам како ми раскажува. Се трудам, оти ми се сака. Се заразив, изгледа, семето на баба во мене процвета. Сега не сакам само на тацна да ми ја дадена. Не барам преку леп погача. Може би разбрав, љубовта не се наследува, таа се заслужува.